Тоа е здраво за Македонија. Не ни требаат нови диктатори и некои кои што апсолутно владее во државата. Тенкото мнозинство беше потврдено и при формирањето на владата. Тоа мнозинство и сега се држи на некои 61 до 65 пратеници, се зависи од нивната определба, зависи на точката на дневен ред или слично, но на крајот на денот тоа е демократија. Јас сум растеретен човек. Мнозинството додека постои, владата постои. Кога ќе нема мнозинство, секако се прегрупираат во обиди политичарите, политичките партии во ново мнозинство, ако не се оформи, избори не ни бегат. Она што е важно за бизнисмените, за граѓаните да знаат дека јас како мандатор, како премиер и како предводник на најголемата политичка партија не планирам 2018 година да има избори. 2018 година е година во која што треба да одработиме, да почувствуваат граѓаните. Ние ветивме живот за сите, животот се појавува, го чувствуваат граѓаните, слободата е насекаде, но мораме економските параметри да ги дигнеме, секое семејство да почувствува економски квалитет на живот, заради тоа што тоа се и со право очекувања на сите граѓани на Македонија. 2019 е следниот период на избори, тоа се претседателските избори. До тогаш, навистина треба сите да се посветиме, без разлика дали сме власт или опозиција, да одработиме за граѓаните.